Поштовани гледачи, како што ви најавив дека во дневникот ќе ги повикувам професорите од Универзитетот Гоце Делчев и еминентни луѓе од Македонија, каде што ќе дебатираме поточно. Јас ќе поставам прашања за она што Македонија ја следи како предизвик по потпишувањето на Преспанскиот договор и нарочито или посебно по нашето влегување во НАТО. Од има различни податоци од Хрватска, од Албанија, од Бугарија, вкупните социо-економски амбиенти, дали напреднаа, дали отеднаш останаа без луѓе. Сето ова е еден комплексен процес, еден комплексен проблем на кој што ние како мала држава, како отворена економија ќе мора да дадеме одговори да до надлежните институции бараме сет на мерки да овде имаме најголем дел од она што се нарекува бенефит и да не поминеме она ништо поминаа другите земји кои веднаш по влегувањето во овие асоциации некогаш и недоволно спремни ја изложи и сопствената економија и сопствената работна сила на безмилосна конкуренција на нешто што се нарекува неолиберализам, кој дава некакви други подаци. И еве затоа ќе разговарам со професорот економскиот факултет од Универзитетот Гоце Делчев, господинот професор доктор Дарко Лазаров. Професоре, ова беше мојот вовед за моите гледачи, сака да ја направам атмосферата, ама како новинар да почнам прво со еден податок. Утрово, поточно некаде околу пладни излезе еден податок дека стопата на задолженост на Македонија е некаде околу 50%, но и една друга работа дека обврзниците на Република Македонија на светскиот пазар на берзата нивната камата падна за 1,75, во Грција нешто повеќе, меѓутоа различно е за долгорочната обврзница од 2018, за краткорочните и така натаму. Ова е прво што можеме да го прочитаме во светот на бизнис. Како професор, како научник, што велите? Што е тоа што не очекува како економија, па подоцна и како општество, ако ги започнеме сите овие процеси? Значи, најпрво добар ден до гледачите на телевизија Ирис. Ви благодарам за поканата. Многу актуелна и интересна тема за нас во изминатиот период во контекст на обидот на Република Македонија да се интегрира кон евроатлантските структури. Нормално ние како мала, сами кажавте, како мала отворена економија изложена на многу политички, безбедностни, сигурносни ризици кои што постојат и се евидентни во регионот на Западен Балкан, практично треба да внимаваме и да се обидуваме да што е можно побрзо да се интегрираме во сите тие процеси, бидејќи сите тие процеси нормално ќе значат позитивен бенефит и стимул за македонската економија. Меѓутоа, од друга страна, она што сакам да го подлечаме тоа дека нормално треба да бидеме внимателни во прифаќање на сите тие тези кои што се во насока дека членството во НАТО оваа година, ако го добиеме нормално, тоест наредната година, практично ќе значи голем бум економски за македонската економија, дека драстично ќе се зголема странските директни инвестиции, дека ќе се решат проблемите на македонските граѓани. Практично, јас не верувам во такви тези, во смисла дека развојната динамика на една економија во најголема мера е детерминирана од реални економски фактори, многу помалку од политички. Нормално тие политички имаат свое влијание и така натаму. Она што Република Македонија го направи изминатиот период во делот на интеграциите ќе има позитивно влијание, меѓутоа останува, да речем, таа домашна задача која што е прилично комплексна, во која што прилично многу заостануваме во целиот изминат период, недоволно капацитети во делот на владините институции, во делот на државните институции за спроведување на сите тие структурни реформи, така да треба да бидеме внимателни во нашиве очекувања дека Македонија ја очекува голем економски просперитет во наредниот период само затоа што едноставно ќе бидеме дел од НАТО. НАТО е, да речам, воена и политичка структура која што ја обезбедува стабилност и сигурноста на земјата. Нормално сите тие параметри кои што вие ги кажавте во делот на каматната стапка, во делот на репортите и извештаите за политичката стабилност на земјата кои што имаат влијание на меѓународните финансиски пазари, во делот на пристапот на земјата до финансиски средства и во делот на
цената, тоест трошокот со кој ние ќе се задлужуваме, ние сите знаеме дека едноставно не може да ги реализираме нашиве особено развојни компоненти на земјата без финансиска поддршка од странство, така да тие ќе имаат позитивни ефекти, како тие ќе се ефектуираат, како тие ќе се материализираат во голема мера зависи од тоа како ние практично внатре ќе работиме и како ние понатаму ќе ги тераме сите тие процеси кои што сите ние знаеме дека се многу важни за Македонија. Јас ќе се навратам само на вашето првиот дел од вашето прашање. Точно е дека политичкиот и сигурносниот ризик има влијание врз цената на капиталот, нормално за земјата, меѓутоа исто така и структурните реформи имаат големо влијание. Ние сме сведоци дека имаме проблем со пензинскиот фонд, имаме проблем со се уште не во такви размери, меѓутоа и со јавниот долг, така да меѓународните финансиски институции ги гледаат многу повеќе и тие економски параметри во детерминирање на финалната цена на капиталот. Така. Да се подсетиме дека вчера денес до сите они кои се заинтересирани може да го прочитат извештајот на ММФ, таму пишува дека се задоволни од извозот, од кондицијата на банките, но има една работа кој ние знаеме дома, во која што велат дека потврлањето на капиталните инвестиции и реализацијата доведе до само 2,5% од буџетскиот дефицит. Значи, ако сме одредили на средства, не сме ги потрошиле, иако народ ќе мисли дека тоа е штедење, но од имаме една замерка во која што најголемиот капиталист во оваа држава дава работи, ги придвижува работите е владата. А во постојањето на конкуренција на отворена економија, ние тоа повеќе нема да можеме да го правиме, бидејќи сурови се условите. Што вели науката? Што треба да им се препорача на Министерството за економија, на владата, да се ослободува од притисокот врз економијата или натаму да стане капиталист број 1? Значи, во ова ниво на економски развој на Република Македонија, во кое што нели нивото на инфраструктура и така натаму, процесите кои што треба да ги придвижува државата во контекст на создавање на најдобар амбиент за приватниот сектор, се на прилично ниско ниво и од тука практично го влечам заклучокот дека државата нормално и во наредниот период треба да има активна улога во практично во подобрување на перформансите на националната економија. Тие политики треба да бидат добро дефинирани, добро избрани, да бидат поставени на некоја приоритетна основа и да бидат базирани на разбирање и гледање на да речем националната и големата слика за тоа каде Македонија во наредниот период и како Македонија ќе се развива. Јас за жал од научната фела и од креаторите на економските политики досега во Република Македонија не видов јасна стратегија за тоа како ќе се развива Република Македонија, кои се нејзини компаративни предности и така натаму, а тоа се долгорочни тешки процеси во кои нормално треба да влеземе и да ги поставиме како приоритети и тие приоритети да ги туркаме практично независно од политичките гарнитури и така натаму, бидејќи би сакал на гледачите да посочам дека многу пати за дневна политика се злоупотребува стапката на економски раст и така натаму. Јас практично мојата професионална ориентација е развојна економија. И развојната економија е економија на долг рок, да не речем економија на многу долг рок. Така да развојниот пат на Република Македонија треба да го гледаме во наредните 10, 15, 20 години, за жал водени од политички цели, нели водени од предпоставката дека гласачите имаат кратка меморија, политичките партии се обидуваат да создадат некој амбиент на краток рок со кратки политики и така натаму, така да тоа на крајот на денот не во овие 27-8 години не донесе некој значителен резултат и практично тоа треба да биде мотив лајт за сите сегашни и идни креатори на економски политики дека концептот треба едноставно да се смени и треба да одиме во насока на гледање на реалната економија и како ние понатаму ќе се развиваме. Професор, копијата во светот меѓу вас научниците од економијата се кршат околу две работи. Јас мислам почетокот на 90-ти дека со едната работа завршивме, меѓутоа после 30 години не изгледа така. Првата работа е неолиберализмиот концепт, кој не донесе многу среќа. Хрватска е испразнена, Бугарија е испразнета, Румунија е испразнета. Одеднаш имаме слабо образование, а нашите луѓе одат на работа во реиндустриализираната Германија. Веќе процесот на петата индустриализација на Франција превршува, такви си и помалите земји. Тоа е отворен пазар кој бара
по милион до милион и пол луѓе годишно и ние стоиме како резервар. Еве сега од француската економска школа професорот Левозие вели вака: малите држави мора да имаат план. Точно. Што велите вие? Враќаме ли се, отфрламе го концептот на неолиберализм и повторно мораме да имаме јасни цели и план? Способна ли Македонија со концепција кој има да има јасен план? Ова ќе го правиме, ова не го правиме? Па јас тој план за жал не го гледам во Република Македонија. Ке се вратам на првиот дел од вашето прашање во однос на политиките и начинот на кој економијата треба да се развива. Секоја економија мора да знаеме дека е специфична сама по себе, има идеосинкратски карактеристики. Во тој контекст ние треба да ги прилагодуваме нашите да речеме економски политики согласно компаративните предности кои што македонската економија ги има визави останатите земји во овој глобален надпревар. Во тој контекст практично би сакал да потенцирам и за гледачите дека отварањето на поглавијата во Европската унија во предпристапниот период значат само формално подобрување на институционалната рамка на земјата. Меѓутоа, што нужно ни треба, мора да признаеме. Меѓутоа Европската унија и да речам процесите внатре не ви сугерираат, не ви насочуваат каква образовна политика да водите, дали да водите, не знам, иновацијска политика, политика базирана на подобрување на индустријските извозните перформанси и така натаму, тоа останува како автономно право на креаторите на економските политики, па од тука начинот на кој тие ги гледаат, го гледаат тој развоен пат и политиките кои што ќе ги дизајнираат во насока на исполнување на тој пат се многу битни за Република Македонија. За жал, овој модел кој што Македонија денес го има и го има во последните 27-8 години не е ветувачки, бидејќи ние имаме модел базиран на финална потрошувачка, модел базиран на услужен сектор, модел базиран на инвестиции во физички капитал, тоест во опрема, машини и така натаму, градежни работи и ангажирање на работници. Да не заборавиме дека, не знам, во изминативи 11-12 години имаме околу 200.000 нови вработувања, меѓутоа, она што е неповолно за економијата е тоа што тие ангажирањето на тие фактори на производство не придонесува за квалитативни промени. Тоа значи подобрување на квалитетот на тие фактори на производство, кај физичкиот капитал, тој е технолошкиот прогрес, кај работната сила, тоа е човечкиот капитал. А вие како мало отворена економија, ако немате забележително ниво на продуктивност, онда нема да може да извезувате, и тоа е практично онај болниот проблем на македонската економија, дека ние немаме извозно ориентирана економија и економија базирана на индустрија, бидејќи индустријата и извозот се тесно поврзани. Во тој контекст јас би посочил еден податок за да го аргументирам ова тврдење. Македонија е на ниво на индустриализација од 12%, а замислете во 90-91 година имало околу 29% од бруто домашниот производ. Од друга страна, ако ги земете успешните примери на посттранзиционите земји во југоисточна Европа, како што се вишеградските земји, вклучувајќи ги Словачка, Полска, Чешка, и Литва нема толку, нема други. Заедно со Словенија ќе видите дека тие имаат ниво на индустриализација некаде околу над 20% и дополнително ако анализирате нивната извозна структура ќе видите дека таа надминува над 70-80%, дека во структурата на извозот доминираат производи со повисока додадена вредност, повисок степен на финализација. Од тука произлегува и животниот стандард на граѓаните на тие земји и така натаму, и тоа треба да биде главната формула по која треба да се движи македонската економија. А ние тука многу малку работиме, освен на планот на привлекување на странски директни инвестиции, кои што ги амортизираат, да речем, слабостите на приватниот сектор, на домашните компании, меѓутоа од друга страна тие се изолирани, не се поврзани со економијата и ефектите кои што истите ги даваат се минимални, тоа практично податоците во изминатиот период го потврдуваат. Професоре, за да се направи ова структурната реформа потребен е капитал. Ние досега зборувавме дека човечкиот капитал го имаме, треба ни организациони и финански капитал. Сега сме во една положба која што не можеме да зборуваме за дека имаме резервар на човечки капитал. Сега, што е тоа кога кажеме структурна реформа? Кој треба да вие економистите велите да дувне во колцето за да се земе првиот замаец? Од финанскиот дел, каде може македонската економија да црпи финански капитал за вакви крупни структурни реформи?
Значи вака кога зборуваме за структурни реформи, тие може да ги гледаме од аспект на структурни реформи во јавната администрација, во институциите и така натаму, меѓутоа структурни кога зборуваме исто така за структурни промени, мислиме на промена на структурата на економијата. Во моментот 70% од македонската економија е услужен сектор, 11-12% е преработувачка индустрија, 7% е градежен сектор и околу помалку од 9-10% е земјоделие. Меѓутоа, вие кога ќе влезете во подлабоко во анализа на структурата на овие гранки индустријски сектори, ќе видите дека тие се базирани на производи, конкретно во преработувачката индустрија, кои што имаат ниска додадена вредност. Во земјоделие имате производи од примарно земјоделие. Во услужниот сектор имате услуги кои што не се извозно ориентирани, затоа што дел од услугите може да бидат извозно ориентирани. Тие се за потребите на домашната економија и за задоволување на потребите на јавната потрошувачка на државата и финалната потрошувачка на домаќинствата. Гледајќи во тој контекст, тие структурни реформи треба да бидат во насока на промена на структурата на економијата, промена на структурата на извозот, насочување кон оние дејности, кон оние индустријски гранки кои што имаат повисок степен на додадена вредност и финализација. Вие спомнавте во тој контекст дека ние немаме ресурси, дека сме мала економија, тоа подразбира де факто дека ние треба паметно да ги користиме, а во суштина гледаме во изминатиот период дека тоа не го правиме. Младите генерации не се квалитетно образовани, тоа значи дека тие немаат човечки потенцијал и така натаму, така да во принцип, ако кинеската економија до неодамна се базираше, растот го базираше на изобилство на човечки ресурси, дури и тие денес со толкав број на работна сила се сконцентрираат, се насочуваат кон оние дејности, кон оние производи кои што има додадена вредност и каде што практично платите се повисоки. Ние треба да тргнеме таа фама дека платите можат институционално да растат, платите единствено во услови на пазарна економија можат да растат ако човечкиот капитал расте, ако технолошкиот прогрес и развој расте, ако фирмите се попродуктивни, ако извезуваат производи кои што имаат поголема додадена вредност во светската економија, тоа верувајте не е едноставно затоа што сите земји во светот се борат за тој колач. Светот е глобална економија. Сега да не зборуваме за тоа дека Кина и натаму има 5-годишни планови, испадна дека еден друг политички систем испадна дека азијските тигрови, посебно Кина, има еден друг ментален склоп. Но да се вратиме кај нас, оно што е вложување во човечките ресурси мора да ги покаже своите компаративни предности. Јас многу пати зборувам дека имаме 4000 универзитетски професори, не знам веќе ни колку докторати, да се вратиме на вашата наука. Што науката, емпиријата, низ конкретни проекти, заедно со компаниите, заедно со комората, кај што тие организации, со Министерството, може да понуди како акционен план на планот на реиндустриализација и да речеме дека професорот Дарко Лазаров дојде и вели вака: слушајте луѓе, ова се влезните, ова се излезните, ова се постапките. Дајте да направиме според ова резултатите ќе ги очекуваме тогаш. Да не бидејќи впечатокот кај народот е дека се е стихино. Вашето мислење околу науката, колку вие може да помогнете? Значи вака светските искуства од тоа што го спомнавте вие со азијските тригри се многу добра основа да ние не ги бланко копираме, меѓутоа да учиме од нив. Зошто го зборам ова? Затоа што тој развоен процес на тие земји ние го гледаме во изминатиот период. Излезе во изминатиот период, меѓутоа тој процес е резултат на 20, 30, 40 години кои што не е адхок решенија политички и економски, туку е резултат на она што рековме долгорочна развојна стратегија на земјата. Она што во моментот ние работиме и тоа што ние се обидуваме како научна фела да го понудиме во Македонија во контекст на креирање на подобри економски политики во насока на подобрување на перформансите на економијата, е еден проект кој што еве во моментот го работиме заедно со Стопанската комора на Македонија. Јас сум еден од истражувачите, тоест главен координатор на проектот, и проектот е во насока на идентификување на потенцијалните компаративни предности на македонската економија, во насока на насочување на сите средства ограничени, тоа што рековте вие, и во делот на помош од државата кон приватниот сектор, и во делот на насочување на странските директни инвестиции во Република Македонија, во оние дејности, во оние сектори каде што економијата преку тие поврзани дејности, преку тој ланец на снабдување и тие мултипликативни ефекти ќе има најдобри да речам ефекти и резултати. Во таа насока практично
видете, промената на структурата не е, пак ќе повторам, не е случаен процес. Зошто? Затоа што сите ние нормално знаеме кои се производи, кои се индустрии со најголема финализација. Во принцип тоа се производи од хајтек индустријата и така натаму. Меѓутоа, од друга страна, вие таму немате компаративна предност. Немаме ништо таму ние. Ние не можеме да произведуваме, не знам, дигитални телевизори ако немаме традиција, ако немаме предпоставки реални да произведуваме обични телевизори. Ама може да произведуваме најубаво сирење кое ќе оди на трпезите во Европа, а за тоа ќе бидеме платени конкурентни од прилика за 10-15% од нивните производители. Така ќе биде практично и целта на овој проект е во таа насока. Кои се реалните економски предпоставки, кои се потенцијалите на Македонија и каде Македонија, кој е првиот следен чекор кон кој треба да се насочи. Во контекст на она што вие го кажавте како пример, од примерно земјоделие кон food processing, кон храна и така натаму, не знам, од метална индустрија која што има низок степен на финализација, кон машинска, кон металопреработувачка, кон електроиндустрија и така натаму. Значи Македонија треба да ги користи рационално, паметно своите ресурси и државни и приватни, меѓутоа во контекст на една заедничка, да речем, развојна стратегија на земјата. Простор, благодарам што бете дел од продолжениот дел од вестите на телевизија Ирис и се надевам дека и политичарите, посебно оние кои ние ги изгласаме во институциите на системот, ќе имаат слух за ова, за струката, за да не се постојано доведуваме во еден процес кој не критикуваат сите, тоа е волонтаризам, ден за утре, други ден, сето тоа без граница. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам. Поштовани гледачи, ова беше мојот разговор со професорот. Ќе се обидеме, ако не секој ден, преку еден ден, вака во продолжението на дневникот, да имаме луѓе кои со одговорност ќе го кажат, ќе стоат за тоа што го кажат. Детекцијата на она што ни се случува денес е дека имаме сите став, ама ставот е многу лесна работа да ја имаш. Треба да имаш мислење, а мислењето е напорен процес во кој што треба да се издефилира став и после немаме одговорност. Слушнеме, дојде еден политичар и вели ова е црно, ова бело, ние ова, ние она, а ние тамо каде што сме. Затоа мораме да бидеме граѓани. Простите на ова на крај што држам предавање, но едноставно сметам дека треба да имаме наша задача како медиум е да ги поттикнеме процесите на внатрешни разговори и дискусија. Благодарам.